Добро, само стали го. Не, ја. Сакате ли што се приместим подесно? Не. Колеги, дали може? Ние се на таа страна за да ако дојде некој кој Чекај само да го прашам шаре, ми рече у лифте. У лифта? Ми рече дека у лифте пред една мина. Сител, дали е тука? Да, сега Ја за да стопирам. не е за смење. Сакаш лист? Не, Еве, може една секунда. ајде, да. Кој е снимателот од филма? Шани. А нека ти направат место овде дојде има. Има ли вести денес? Ајде ќе направите да проверим. Ајде, наше дете. Извинете. Ја носам ти возиш. Ако од собрание доаѓам специјално да те исприкам. Тоа се затворил органички Стативот Мора да размислувате за поголема сала. Не мора. Имаме, само е поплавен. Да, имаме, ама е поплавено. Многу ли се поплави? Многу ли е поплавен? Петер и кој за лифтот да не долу. Кој ли? Иди го чуш што е на така. Да работи ја со лифт? Што? Ја бев со лифт, ама не работел, нели? Така не спомнам. Чани? Не ме работи, само нема светло. И па се што иди брзо. Ете микрофон. Со бежиче или со кабел? Телекабел продавала. Кој само добие това? Кој сака? Они ми за сваки случај уште еден. Има настани денес или не? Има настани? Економија не, ова за Добро. студент, тоа се Добро. Веќе тоа нема нешто случајно. ќе школи граници. Не ми Сите цел Инстаграм со слики. Како поминуваме? Како поминуваме? Јас многу сакам да имам таму никаде сум била убава, така? Толку и тоа. Може ли Шани? Не може почекајте уште една минута, пошто до сега Панчо Мино го слушам. Чекај. Не уште мол се кабел. Уште кабел? Не уште мол. Да, ошта не ти го торби, сега ти го спакуваш. Стај. Да, стави, тука ти е, да. Една секунда само. Не, тамам, нема потреба. Имам го според. Уште еднаш ќе прашам Сител дали се. А видео? Ова ќе биде јако. Дечки, може да се извинам што почекате. Колеги, добар ден, добро дојдовте на пресконференцијата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, на која што изјавија ќе даде председателот Марко Беслимовски. Овие неколку дена, да ни речам 24 часа или 48 часа, повеќе дилеми се отворија околу снабдувањето со топлинска енергија за БЕК. Исто така има и некои дилеми околу дистрибуцијата. Ќе ви ја соопштиме и најновата одлука за цената на нафтините деривати. Председател, повелете. Благодарам. Добар ден на сите. Благодарам за присуството. Оваа пресконференција ја свикавме пред се поради тоа што во изминатите 2 дена добивме голем број на поплаки од граѓани, согласно кои сметките за топлинска енергија се зголемени за некаде 40%. Единствена причина за зголемувањето на овие сметки е поради тоа што во овие сметки не е вкалкулирана субвенцијата која што ја дава владата до потрошувачите на топлинска енергија во градот Скопје и од тие причини имаме значително зголемени сметки.
со цел да се избегне оваа ситуација, Регулаторната комисија за енергетика бара БЕК да ги stornира сите сметки кои што се испратени до потрошувачите и да се изготват нови сметки во кои што ќе биде вкалкулирана субвенцијата која што ја добиваат граѓаните од страна на владата. Средства во буџетот на државата се обезбедени. Исто така има одредена одлука која што е донесена веќе еднаш. Доколку таа е со изминат рок, апсолутно ќе се донесе и нова одлука со која што уште еднаш ќе се потврди дека потрошувачите на топлинска енергија во градот Скопје ќе ги добијат субвенциите. Така да уште еднаш потенцирам сметките кои што ги изготвил БЕК и невообичаено се испраќани на 30 и 31 август, а се уште месец август не беше завршен, да бидат stornирани и да бидат изготвени нови сметки во кои што ќе биде вкалкулирана и субвенцијата која што ја дава владата за потрошувачите на топлинска енергија во градот Скопје. Уште еднаш потенцирам дека пари во буџетот се обезбедени за оваа намена, така да ќе нема никаков проблем сето ова да се изведе. Ова е тоа што се однесува во делот на топлинската енергија. Во делот на нафтените деривати, денеска Регулаторната комисија за енергетика донесе вонредна одлука за цените на нафтените деривати, со кои што се намалуваат цените на бензините за 2 денари, а условот да се намали дизелот се уште не е исполнет. Во изминатиот период имаше голем број на шпекулации за начинот на формирање на цените на нафтените деривати. И најчесто тие се од незнаење, иако многу пати до сега потенциравме, и уште еднаш ќе потенцирам, Регулаторната комисија за енергетика ги следи цените на медитеранската берза и за тоа од плац добива потврда за секој нафтен дериват, посебно за бензин, посебно за дизел, посебно за екстралесно, посебно за мазут. Значи, цената на Брент нафтата ние не ја земаме во предвид, бидејќи за жал во државата немаме рафинерија која што произведува нафтени деривати. Од овие причини со новата методологија ги земаме во предвид цените на бензините посебно, цените на дизелот посебно, посебно на екстралесното и посебно на мазутот. Во последниот месец дена има драстична промена на односот цена на бензин на светски берзи и цена на дизел на светски берзи. За прв пат, од кога го пратиме ние овој сектор, цената на бензините е пониска од цената на дизелот не во Македонија, туку на светските берзи. Овие податоци од плац кои што ги користиме. Имаме обврска како што ги превземаме, така да ги применуваме. Доколку прекршиме било кој податок добиен од плац, ќе бидеме изложени да праќаме сериозни пенали во милионски суми. Значи, нема теоретска шанса Регулаторната комисија за енергетика да даде котација во еден ден која што е различна од таа на плац. Дополнително, истите тие податоци ги користат и сите трговци со нафта и нафтени деривати. И доколку приметат дека ние работиме спротивно на податоците од плац, ќе имаме сериозни проблеми. Со истите овие податоци работат и во Хрватска, работат и во Црна Гора, работат и во Србија, работат и во Словенија. Значи, ве замолувам и вас како медиум, и вас како јавност, да застанете на страната на вистината, да не подлегнувате на шпекулации, дека некој прави нешто со цените на нафтените деривати. Тоа што го објавува плац од медитеранската берза, ние го ставаме во нашите пресметки, зимајќи го во предвид и курсот на доларот.
Факт е дека последниве 2 до 3 недели курсот на доларот е речиси залепен до курсот на еврото. И тоа беа главни причини за зголемување на цената на дизелот. Ниту имало идеи намерно да се зголемува цената на дизелот, па заради тоа да се полнел буџетот, сето тоа се шпекулации и невистини од највулгарен тип. Понатака, на овие влезни параметри, цена на светски берзи и курс на долар, се додаваат давачките кои што се кон државата. Значи, во овој дел, тие информации ги имавме да ги споделиме со цел да ги да дадеме реална слика како се формираат цените на нафтените деривати. Исто така во изминатиот период се појавуваат шпекулации за воведување на некоја нова давачка за пренос и дистрибуција. Од кога се наплаќа електрична енергија во Македонија, некаде од 50-тите. Од секогаш се плаќало за производство на електрична енергија или за набавка доколку имало потреба од увоз, за пренос на електрична енергија, за да помине електричната енергија низ преносната мрежа, која што е на висок напон, од 110 киловолти до 400 киловолти, и се плаќало за дистрибуција на електрична енергија. Со последните одлуки на Регулаторната комисија за енергетика, нашето законодавство и нашите одлуки ги усогласивме со европската пракса. И сега граѓаните добиваат посебна цена за електричната енергија како продукт и цената за секој блок, за да знаат колку ги чини електричната енергија. И добиваат посебна ставка за користење на преносната и дистрибутивната мрежа. Значи, не постои никаква нова давачка. Кога ќе се собере трошокот за електрична енергија, на пример за првиот блок, и ќе се собере трошокот за мрежарината, ќе се добие вкупна цена за електрична енергија како што било претходно. Сите потрошувачи во државата кои што се на слободен пазар од 1 април 2014 и тие добиваат две посебни сметки и немало никаков проблем. Посебно електрична енергија како продукт и посебно електрична и посебно користење на мрежа. Сега се исто како претходно, само е издвоено за да имаат потрошувачите информација колку ги чини електричната енергија како продукт и колку ги чини мрежарината. Шпекулациите дека е некоја нова давачка единствено служат за нечи личен пиар и за лажење на граѓаните. За овие прашања треба да се разговара со енергетичарите. Кога беше ковид криза, главни беа докторите и медицинските сестри. И сега треба во овие услови да бидат прашувани енергетичарите. Да престанеме да шириме шпекулации и да ги правиме нашите граѓани неуки дека е воведена некоја нова давачка за користење на преносната и дистрибутивната мрежа. Поради тоа што ЕСАМ за потребите на регулираниот пазар, особено за домаќинствата, дава релативно ниска цена, сега граѓаните во своите сметки можат да видат дека ефтината тарифа ги чини 10 евра за мегават час како продукт. Тоа што на Хупекс е околу 400 евра, 500, 600, па имаше денови 800, нашите граѓани ги чини 10 евра за мегават час ефтина тарифа. Прв блок ги чини 71 евро, втор блок 76,5 евра, трет блок 86 евра и екстремно четвртиот блок 229 евра. Кога ќе ги споредите овие цени со тоа што е на берзите, има ситуации кога првиот и вториот блок се некаде 10 пати поевтино од тоа што е на берзата во Унгарија, референтна берза
за нашиот регион. Значи ве замолувам и вас како медиуми, не подлегнувајте на разноразни шпекулации, особено од луѓе кои што единствено се грижат за свој личен пиер. Има само една вистина, а тоа е дека нема никаква нова давачка, туку едноставно во новите сметки граѓаните добиваат цена за електрична енергија како продукт и цена за користење на мрежарините. Оваа пракса ја има во сите земји членки на Европската Унија. И тука нема никаков друг проблем. Господин Беслимовски, Повелете. забележките беа за тоа што преносот и дистрибуцијата цената се повисоки од струјата како основен продукт. Во тој дел беа. Значи да расчистиме една работа. Единствена причина за зголемувањето и на преносната тарифа и на дистрибутивната тарифа е набавката на загуби на електрична енергија. Во 2021 загубите се набавуваа помеѓу 50 и 60 евра за мегават час. Со цел да не се предизвика драстично зголемување на преносната и дистрибутивната мрежа во 2022, имајќи во предвид, овие загуби се набавуваат на слободниот пазар. ЕСМ, како државна компанија, на тендерот понуди за загуби во дистрибуција, понуди цена од 143 евра за мегават час. Доколку Евана ги набавуваш овие на загуби на слободниот пазар, како што го прави тоа од 1 јануари 2012, цените ќе беа 500, 600, 700, 800 евра и според тие проекции ние што ги направивме до крајот на годината, Евана, доколку ЕСМ не дал електрична енергија за загуби по цена од 143 евра за мегават час, електродистрибуција би дала 303 милиони евра повеќе. И цената тогаш би била за 106% повисока од постоечката цена. Истото важи и за преносот на електрична енергија. Мрежарините поскапеа поради тоа што загубите на електрична енергија драстично се зголемија. Во делот на останатите трошоци, знаете дека кај МЕПСО не беше прифатен бројот на вработени што го побараа, им беа одземани профити. Така да, една и единствена причина е тоа, зголемување на цената за набавка на електрична енергија за покривање на загуби во преносната и во дистрибутивната мрежа. И кажувам, тие загуби се техничка работа, кои што физиката на целиот процес, кога поминува електричната енергија од точка А до точка Б, па има и трафостаноци, има и кабли, и таму има технички загуби. До таму е стигната науката, има загуби и тие загуби мора да ги напават операторите на системите. Регулаторната комисија за електрична енергија признава загуби во дистрибутивната мрежа од 12,4%, иако реалните се повисоки, и средства за ликвидност признава како дополнителен трошок, признава 0 денари. Значи во нашите калкулации кражбите на електрична енергија не се земаат во предвид и не се признаваат и тие идат на грбот на операторот на дистрибутивниот систем на електродистрибуција и на универзалниот снабдувач на Евана Хоум, бидејќи ние калкулираме со 100% наплата. Таа енергија што ќе ја купи, таа ќе ја продаде и не правиме тука отстапки. Нужно ли беше на вистина да има посебна ставка за цената на струјата, посебна ставка за мрежарината? Па купуваме парница, немаме усметката 20 денари на Вака сега. 10 денари транспорт. Вака сега, да расчистиме една работа. Секаде во Европа е така. Секаде во Европа, некој кога добива сметка за електрична енергија, добива посебна ставка за енергија, посебна за мрежарина. Тоа се прави заради тоа што постои конкуренција во делот на набавката на електрична енергија.
И секој потрошувач треба да знае што со што да споредува. Мрежните услуги се природен монопол и регулирани од регулаторните тела. Секаде во Европа е така. И во делот каде што има конкуренција, секој потрошувач мора да знае што би значило тоа во делот на набавката, ако му понуди некој снабдувач една цена, втора цена, трета цена, и ако ова веќе функционира во Македонија кај сите компании кои што се излезени на слободен пазар од 1 април 2014, значи безпрекорно функционира. Функционира во цела Европа, безпрекорно функционира, пред се за да се обезбеди транспарентност, за да знае за што се плаќа. И сега ние да кажуваме во Македонија дека кај нас не треба да функционира, не се согласувам, бидејќи на овој начин ја обезбедуваме транспарентност. Овие цени на пазарите нема да траат вечно. Ќе почнат да се намалуваат цените, па домаќинствата ќе сакаат да одат на слободен пазар и они мора нешто да споредува. Тоа е нешто што се споредува е цената на електричната енергија како продукт. Значи нешто што функционира во цела Европа нема никаков проблем да функционира и во Македонија. Од овие 3,4 денари за киловат час за мрежарина, каков е односот што ги делат ево на дистрибуција и МЕПСО? Кој е процент? Цената на МЕПСО е некаде е 0,34 денари, така да разликата е за електродистрибуција и тоа е за напонско ниво ЛВ2. Значи имаме различни цени за дистрибуција. Во зависност на кое напонско ниво се приклучени. Имаме МВ1, кога се приклучени директно на средно напонска трафостаница. Имаме МВ2 кога се приклучени на средно напонска мрежа. Имаме ЛВ1.1, тоа е јавно осветлување. Имаме ЛВ1.2, кога се приклучени на ниско напонска страна од трафостаница. И имаме ЛВ2, кога се приклучени на ниско напонска мрежа. Може да се вратиме на БЕК, представителе. Повелете. Значи, ме интересира што со тие што веќе ја платиле сметката? Тие што веќе ја платиле сметката во наредните сметки, без разлика дали дејноста ќе врши БЕК снабдување или некоја друга компанија, ќе им бидат вратени тие пари. Како се случило они да не калкулираат субвенцијата од државата и да ги пуштат сметките пред да бидат завршен тековниот месец? Дали тоа не е кршење Дали на владата не им исплатила пари, па морале да си наплатат? Тоа е најдобро да ги прашате БЕК. Тоа е најдобро да ги значи јас сметам дека немало потреба да се испраќаат сметки на 30 и на 31 август. И дополнително искуството со БЕК кога ги воведувавме првите субвенции во февруари, во март, во април, бевме во заедничка комуникација и од овие причини јас не гледам и на мене искрен да бидам не ми е јасно зашто БЕК не е ни информирале за оваа работа и од тие причини оваа грешка што ја направиле со stornирањето на фактурите ќе се ја исправат и граѓаните ќе се добијат сметки за топлинска енергија како што беше договорено. Уште ова прашање, кој е вашиот став со оглед на фактот дека повеќе од известно е дека државата ќе го превзеде ракувањето, снабдувањето со топлинска енергија, на Скопје не е набавен газ. Нема газ. Според моите информации кои што ги имам, компанијата што планира да го превземе е во комуникација со најголемиот трговец со природен газ во државата за да обезбеди природен газ за потребите на домаќинствата и при тоа треба сега да видиме со оваа цена на природен газ која што минатата недела стигне $3.500 за нормален метар кубен. Овие неколку дена има некој тренд на намалување, ако може тоа да се каже $2.600 за нормален метар кубен. Треба сериозно да се размисли, да видиме дали ќе постои опција и со мазутот, доколку е... Но јас верувам дека гасот ќе биде обезбеден. Исто така, според тие информации кои што ги имаме, и Тето ќе работи во септември, и ние тоа го кажавме во нашата одлука, дека апсолутно Тето мора да работи во текот на грејната сезона,
бидејќи цената на топлинската енергија која што ја дава тето е за 60% пониска отколку цената на топланите. Значи на тој начин обезбедуваме поевтина топлинска енергија, обезбедуваме да нема загадување во градот Скопје и уште една работа која што е многу битна, работењето на тето во делот на електричната енергија и како е потребно во зимските месеци, пред со технички аспект, со цел да ги стабилизира напонските прилики во високонапонската мрежа. Значи, според мене, опција тето да не работи во текот на зимските месеци не е опција и не постои таа опција. Тето ќе мора да работи со цел да обезбедиме, како што кажав, поевтина топлинска енергија, отколку што е топлинската енергија на топланите, технички да помогне на електроенергетскиот систем и дополнително во еден еколошки освестен град да помогне во делот на загадувањето. Така меѓутоа директорот напомена дека најверојатно нема да можат да го исполнат во целост она што го барате од тето. Што во таква ситуација? Како што знаете, од денеска во сила е кризната состојба, така да во кризна состојба важат малку поинакви правила. Ова е држава која што ќе се ги превземе сите чекори кои што се потребни за да ни функционира и системот за топлинска енергија и електроенергетскиот систем. Како што гледате, и Европската унија најави дека ќе превзема сериозни мерки во однос на начинот на формирање на цените на европските берзи и ќе воведе една максимална граница до каде што може да одат маржите. Дали може би знаете на памет, вака да кажам сега, колку беше мрежарината пред поскапувањето на струјата? Сега е 3,37, колку беше пред да поскапи? Пошто ги немаше усметките, вие ги имате во одлуки ваши. Да, значи ме прашувате за повторно за напонско ниво ЛВ2, така? Да. Не ме прашувате за другите напонски. Не. За ЛВ2 беше некаде 1,8 денари, 1,7 во зависност, точно информација, но тука беше во рангот на од 1,8 до 2 денари во зависност од цената за преносот. И во денеска има официјално кризна состојба во енергетиката, конкретно вие како председател на регулаторна комисија за енергетика, вашата институција дали ќе штеди, дали ќе го намалите осветлувањето, Па како што гледате, немаме како ја денеска дојдов по скали на работа, имам проблеми со тежината и планирам да ја намалам. Како што гледате, светлото е ограничено, немаме пуштено ладење и така апсолутно сите мерки кои што се за штедење ќе ги превземеме и тие се мерки кои што не ги превзема само Македонија, ги превзема и соседните земји, ги превзема земји од Европската унија и сметам дека целата јавност треба малку посериозно да се однесува кон овие мерки за штедење, бидејќи во услови на цена на електрична енергија на берзите од 700-800 евра, ја мислам дека ниедна компанија со оваа цена не може нормално да работи, особено кои што имаат производен процес. И мислам дека и државата во овој дел ќе мора некако да им помогне од аспект на обезбедување на поевтина електрична енергија. Добро, премиерот Ковачевски кажа дека ќе се бара од регулаторна комисија некаква анализа за трговците со струја да се види дали имаат колкави маржи, дали воопшто имаат маржи. Значи тоа можевте да го Дали е побаран од некаква анализа? Да, имаме анализи, ние постојано го следиме тоа, правиме мониторинг на пазарот. За првите 6 месеци снабдувачите во нашата држава, нивната продажна цена е пониска од набавната цена. Поради тоа што имаат договори кои што повеќето поголемите снабдувачи кои што се направени по далеку пониски цени и поради тоа имаме таа ситуација. Некаде во јули и во август ги немаме добиено податоците, но тоа што го добиваме од компаниите, маржата се движи од 5 до 20%, па негде 25%, но се уште немаме добиено конечни податоци. Инаку мене лично, ако ме прашувате, тоа не може да го направи регулаторната комисија за енергетика.
треба да ги следиме препораките и на Европската унија кој што ги прави, кој што ќе определи одреден гап максимум до кај што може да идат маржите и верувам дека тоа брзо ќе се случи и во нашата држава. Но знаете, не е само маржата, апсолутно. Маржите на трговците со храна и со било што. Апсолутно. Ќе бидат информирани од тие што треба да ви информират. 20-25% им се маржи. Не, зависи. Од 5 зависи од потрошуваш, дали добро плаќа, дали не плаќа, има 5% и 8%. Различно, тоа е одлука на снабдувачот. Председателе, во изминатите денови имаше некои обвинувања дека државната ЕСМ ги продава оние вишоци што се јавуваат во ноќниот период по цена со попуст од 50% и дека таа струја најверојатно завршува на странски пазар. Сега дали во време на енергетска криза смеат они да продаваат вака со попуст? Ако ноќните вишоци се вишоци затоа што во нашата држава нема потрошувачка. Ако не се продадат тие ноќни вишоци, тие ќе отидат во мрежа без пари, бидејќи поевтино е да отидат во мрежа отколку да го намалуваме производството на термоелектраните. И колку што знам, тие вишоци се продаваат беа од 2 наутро до 7 часот, до 7 наутро, и тоа е еден пазарен продукт кој што не е баш интересен и се распишувало тендер. Сега колку било, што било, ја мислам дека да ви даде некој за енергија која што би ви отишла во воздух, доколку не ја продадете, да ви даде не знам колку беа 300 и кусур евра, дека е добра работа. Добро, дали сега дека кризна состојба може со некаква уредба да се донесе тие вишоци да се продаваат на фирмите по пониски цени, бидејќи тие се жалат. Ама да се разбереме, значи фирмите наши не работат од 2 наутро до 7 и не може струјата да се складира и затоа се продава негде каде што може да се продаде. За фабрики што работат трета смена, немаме ние само прва смена да се работи. Па сигурно би побарале тие снабдувачите во државата, тие купуваат и за нашите потрошувачи. Доколку најверојатно во нивното портфолио си прават анализи. Колеги, дали е тоа се? Ви благодарам многу на вниманието. Остануваме отворени за сите